Човече, дожд, ветер, баш за снимање. Сите претходни денови можеше би да се прекрасно. Но, возам Citroen C5 Aircross. Французите точно знаат како се прави комфор и во ова време кога што има толку многу голема и сериозна конкуренција, па макар што од една иста групација каде што и Citroen е најголемата конкуренција и делат многу слични, односно исти компоненти, е многу тешко да направиш возило кој што ќе се истакне од целата таа конкуренција. Citroen и французите точно знаат што треба, што значи комфор, како да се направи тој комфор, како да изгледа и како сето тоа да има добра цена и да изгледа убаво. Ова е новиот C5 Aircross со цена промотивно 36.240 евра конкретно за овој макс ниво на опременост. Тоа е едно од повисоките ниво, односно највисокото, со SEO допрема. И сега стварно многу ќе ми значи ако направите subscribe, ако ставите лайк, пишете коментар, бидејќи на таков начин овој канал ќе продолжи да расте и се повеќе вакви возила ќе можам да ви покажам на тест. А сега да го видиме C5. Дефинитивно во оваа класа имаме многу сериозна конкуренција, што од Кореја, што од Европа, што од Кина. Претежно од Кина денес е многу интересно она што се нуди, бидејќи стварно за многу добра цена се нудат сериозни автомобили со добри перформанси, одлична опрема, одлична технологија, она што денес можеби за жал или за среќа најмногу се бара. И некако европјаните имаа проблем да се соочат со целата таа конкуренција, каде што од најдоминантни стана некако подзаборавени. Citroen конкретно многу и французите најмногу ми се допаѓа што сериозно се трудат да понудат нешто што е доста интересно, да е доста различно од се она што се нуди и на крајот на денот со кинезите да можат соодветно да се надпреваруваат. Citroen C5 Aircross, новиот C5, она што многу ми се допаѓа што е многу поразличен од целата негова конкуренција, како што кажав, што не глуми нешто што не е, она што ми е за мене најбитно, туку она што го представува, она што од секој пат сме го знаеле за нив, тоа е денес и го гледаме тука. Иако во целата нивна групација, кој ќе навлеземе малку подетално, ќе видите дека едноставно истите компоненти, истите работи се секаде исти, што е многу нормално за намалат на трошоци, но Citroen C5 Aircross, оно што многу ми се допаѓа, прво е многу поголем од претходно, многу попрактичен, многу попросторен. Второ, има некои детали во дизајнот кои што многу ми се допаѓаат. Напред, особено предната маска, изгледа многу помоќно, многу поагресивно, нешто што ми се допаѓа, изгледа многу елегантно и да кажам, луксузно, нешто што до сега не сме очекувале до оваа мера од Citroen. Дополнително позади, мојот омилен детал се светлата, кои што се фантастично добро направени. Citroen за мене во последниве неколку години доминираат со она што го прават дизајнерски, новото лого тука поставено. Искрено би сакал новото лого напред да може го направат да биде осветлено, мислам дека ќе изгледа многу добро. Инаку сега у моментов со бели детали, а бели детали има и позади кај буквите кај што пиша C5 Aircross и има и многу други детали како тука на задниот дел овие како ребренца што се поставени иако немаат никаква улога, чисто моден детал би го кажал. Се убави, едноставно убави детали. Доле оние како прагови на вратите, пластиките кои што патем заштитуваат од вакви времиња кои ќе влезете внатре да не се направите на ногавиците прљави. И дополнително морам да кажам дека во ова макс ниво на опременост добиваме како дополнителна опрема оваа боја, двобојна боја која што е со перла, сега за жал пошто немам сонце не се познава така, но е со перли, исто така и црниот кров е со перли, многу убаво делува и оваа сива боја која што во моментов е толку многу популарна, ама сме научени да гледаме во некоја мат изvedба, сега со перливе некако многу се истакнува. 19-инчни бандажи кои што доаѓаат како стандард во макс нивото на опрема и како што кажав, бидејќи е зголемен, сега сакам да ви покажам и багажникот ку кафе, 651 литар багажен капацитет. Нешто што мора да истакнам, многу тивко е отварањето и затварањето, нешто што не сум го приметил до сега во другата конкуренција. Убав,
широк багажен простор кој што можете многу лесно да го искористите за товарење и стоварење на било каков багаж. Ми се допаѓа што е рамен со ивицата на браникот, не е широк браникот, она што цело време го кажам дека да некој пат е рамно, но тоа соодветствува и со потешко товарење, бидејќи браниците се доста широки, тука не е така. 12 волтен приклучок за струја, куки за качалки, нема нешто премногу куки. Тоа би било критика, некои мали остави лево и десно. И под оваа даска тука имаме резервно тркало. Така да тоа е околу багажниот простор. Јас сега ќе го вратам чадорот и да влезам внатре, да го покажам внатре како е. Сега, тоа со праговите што го кажав е битно ради ова, бидејќи внатрешните прагови се доста широки и треба баш да направите убав расчекор и ако ги нема тие прагови од надвор, ќе се извалкате. Сега, баш ради тоа, вака е попријатно, подобро и искрено ради целото тоа зголемување на Citroen C5 Aircross од надвор, освен што резултира со поголем и попрактичен багажен простор, резултира и со ова многу поудобност, поголема удобност, поголем комфор внатре. Мислам, гледате само колкав простор има за нозете, колкав простор имам за главата, седиштето наместено напред според мојата возачка положба, кај што таму сум најудобно сместен, без да правам компромиси и повторно тука има одличен простор. Дополнително на тоа ми се допаѓа што имам одличен простор под седиштето, можам нозете ги бутнам понапред, поназад, нели, за да биде уште поудобно. Ми се допаѓа долниот дел од седиштето што ке под колениците малку поистакна делот и седењето баш убаво природно, нозете не ви се ни преиздигнати ни преспуштени, туку баш она нормална природна положба и првиот момент што ќе го сетите внатре, без разлика дали се напред или позади, се седиштата, особено во оваа генерација, доаѓаат со дополнителна меморија, односно дополнителна пена на седиштата и тука се познаваат во овие коцки во седиштата и автоматски, штом седнеш внатре, чувствуваш само како се прилагодува седиштата на кичмата на твоето тело. Искрено не би сакал да го споредувам, не сакам да ме разберете погрешно, но би кажал ова е Дормео во автомобилската индустрија. Односно, ако Дормео ни е некој синоним за едни од најпознатите удобни душеци, тогаш ова се најпознатите и најдобрите седишта во автомобилите. Citroen стварно точно знаат да направат одличен комфортен автомобил. Она што друго ми се допаѓа што е доста практичен тука позади, имаме наслон за раката кој што малку искрено чуден за отварање, бар да поставиле нека дополнителна рачка тука во материјал, небитно. Но имаме две остави за шишиње, има некоја мала остава телефон, клучеви што и да ви треба. Не ми се допаѓа Isofix куќиве што се со патент вака, бидејќи некако патентот ми е страв да не го искинам, инаку доста лесно едноставно се доаѓа до Isofix куќите. Она што друго мора да истакнеме дека лево и десно на заднава клупа во ова макс ниво на опременост имате подесување на аголо што е фантастично добро, можете си го прилагодувате онака како што вие сакате. На средишниот дел доле нема превисок тунел, мислам, можете слободно тука си ги поставите нозете горе, но можете и од страна и да не пречите на никого. И дефинитивно и ова седиште тука во средината е многу удобно. Ми се допаѓа што имаат поставено джепчиње тука ке предните седишта горе, што можете телефонот тука си го поставите или некои други работи што ви се битни и дополнително имате уште една остава тука доле. Убав дизајн на вратите, искрено морам само да кажам дека убаво изгледа, напред и позади се исти, но не ми се допаѓа што морале баш тука пијанопластика стават кај што се фаќа најчесто и кај што треба да затвориш вратата, тоа најчесто ќе се гребе, најмногу ќе се оштетува и колку да го чистаме го пак е валкано, така да тоа е една критика. Инаку доле имаме 2 USB порта, 12 волтен приклучок за струја, 2 остави што е супер и отвори од вентилацијата. И сега ако претрчам за да отидеме напред, бидејќи веќе кажав за седиштата дека тоа е првиот момент што го чувствуваш внатре, но вториот момент е дизајнот, како изгледа, како се е поставено и апсолутно, знам дека има голем број на критики зошто екраните вака големи ги прават, најчесто се споредува со Тесла, бидејќи Тесла беа првите кои што поставија вака портрет поставен екран. Искрено за мене
во конкуренција ова е најдобро поставениот екран, они го кажуваат како водопад и стварно кога ќе го разгледаш малку од страна вака изгледа како водопад. Она што сакам да го кажам е дека прво не ми пречи воопшто на видикот при возење, не ми се одзема концентрацијата кон екранот, туку останувам сепак на патот напред, што треба и да биде. Второ, иако е голем екранот, некој пат во одредени конкуренти џабе е толку голем кога сепак сите функции се мали, непрегледни и тешко се доаѓа до нив. Тука ми се допаѓа што убаво е поделен за навигација, дополнително поделе имате одредени други функции како тука што е радио, едноставно брзо да дојдете до mirror screen бидејќи имате поврзување со Apple CarPlay и Android Auto, бежично имате грејачи на седишта, грејачи на воланот, брзи функции, дополнително долеви е home buttonот, некои шорткат копчиња и климата. И дополнително под нив имате повторно физички копчиња од климата. И на сето тоа копчињата се големи од екранот зборам, што значи дека при возење едноставно нема да треба да бараш кај е копчето, дали го стиснав точно, туку баш само фрлаш еден поглед, точно знаеш каде притискаш и дојдеш до одредена функција. Системот е многу подобрен, многу пореспонзивен, многу подобра графика, исто така и на екранот пред возачот, тука е 10-инчен, тука е 12-инчен и е стварно фантастично, брз, респонзивен, добри, едноставни контроли, немате заглавување во менијата, има сопствена навигација која што е фантастична, искрено многу сум задоволен од неа. А од друга страна материјалите и како изгледа, прво се е поразлично, второ многу ми се допаѓаат звучниците, тоа е мојот трет омилен детал покрај светлата напред, екранот и тука се звучниците кои што зошто да мора да биде како и секој пат негде горе. Може вака од страна да изгледат поставено интересно, поразлично и дополнително на тоа тука е поставено и амбиенталното осветлување кое што покрај нив оди секаде од страна и изгледа многу убаво. Овие материјали кои што искрено сум ги видел за прв пат во Мини и сега ги гледам за втор пат во Citroen, многу ми се допаѓаат што е малку поразличен, поинтересен, искрено има убава боја која што одговара со целиот интериер, се истакнува малку повеќе. Интересно е што нема никаде меки материјали, нема никаде буквално мека пластика. Ова е убав мек материјал, но нема мека пластика никаде. И на таков начин Citroen искористиле да намалат на трошоци, да биде се убаво, да изгледа добро, да е квалитетно, да е цврсто направено и се, но да едноставно да не одзима толку многу внимание дали е поставена мека пластика. Тоа интересно решение. Дополнително под екранот тука имаме исто голем простор кој што може го искористите за било каква остава и дополнително тука се држачите за шишиња. Нормално имаме два USB порта, еден 12 волтен приклучок за струја, тука имаме уште една остава за телефонот, овде имаме остава за телефонот со бежичен полнач и ладење, што е добро, една мала остава која што изгледа како за шиша, искрено веројатно многу помали лименки може да собере и голема остава под настанов за раката која што исто така и ова е со ладење и тука има уште една мала остава која што можете да искористите, која што се лизга напред назад. Така да ова е за интериерот до сега, сега може да почнам да го возам и да ви кажам што увидов од овој Citroen C5 Aircross. Неколку пати кажав, мора да кажам уште еднаш, седиштава преудобни. Citroen точно знаат да направат комфорен автомобил. Не само ради седиштата, туку и целата суспензија. Citroen долги години инвестира во суспензијата да биде поразлична од целата конкуренција, да бидат познати по она што секој пат се труделе да го направат. Одличен комфорен автомобил и тоа многу ми се допаѓа, па ќе кажам што Citroen не глуми. Искрено денес ми преку глава од автомобили кои што глумат нешто кои што не може да бидат, не им е местото и никој пат не ни биле. Citroen си ја знаат својата улога, си знаат каде се, едноставно тоа пробуваат да го направат секој пат со секој нивен автомобил и тука да доминираат едноставно. И затоа кога ќе склопиш се со седишта, со суспензија, со апсолутно се како е поставено, како е направено, како функционира, им ја сваќаш поентата и едноставно разбираш зашто си. Затоа не очекувате дека Citroen C5 Aircross во кривини ќе биде спортски, дека ќе биде агресивен. Едноставно нема тоа
главната улога. Да, он е удобен, он добро управува, но не е така забавен како некои спортски модели. И искрено него не очекувам тоа. Ова е автомобил за оние кои што сакаат семејството да се вози удобно, да одите на долги релации, ама сериозно долги релации кои што ќе ги поминете без да се уморите, без да ги почувствувате километрите. Тоа е поентата на Citroen и тука треба да се разграничи. И тука најмногу се гледа разликата од целата конкуренција, од целата групација каде што е. Многу интересно во Stellantis групацијата каде што да делат толку многу компоненти заедно, но има толку многу разлика еве од Citroen C5 Aircross и многу други модели кои што се од истата групација. Многу голема разлика. Нормално перформансите се исти, станува збор за 1, 2, 3 цилиндри турбо-бензински мотор со хибриден погон кој што произведува 145 конски сили. Јасно ми е, знам со какви коментари се соочуваме дека како може тој мотор, на таа килажа, на тој габарит и така натаму и така натаму. Тој мотор го знаеме по други работи. Луѓе, веќе неколку пати имам кажано, овој мотор, преработен мотор, комплетно нов. Да, искрено стои тезата, ако споредиме како може тој мотор на овој габарит, едноставно функционира. И тоа функционира многу добро, искрено, не се чувствува било каков недостиг на перформанси, не се чувствува било какво мачење на возилото во одредени ситуации. Дека би сакале да има повеќе перформанси, апсолутно да, но во понуда имаме други мотори со други хибридни погони кои што се помоќни така натаму, но 1, 2, 3 цилиндри, 145 конски сили со хибридниот режим функционираат одлично, 6-степен автоматски меноч што искрено добро функционира и секој пат овој пакет на перформанси, секој пат сум кажал дека мене искрено ме фасцинира како добро функционира. Истото и тука, но приметив неколку работи кои што не сум ги приметил претходно. Веројатно претпоставам дека стана збор за потреба од некаква си калибрација, некаков апдейт, бидејќи особено чувствувам во градските средини на трни застани моментите, особено на семафор, каде што се вклучува и исклучува особено хибридниот погон, има малку поголемо клоцање, не доаѓа од менувачот, но се чувства како од менувачот. Искрено знае во одредени моменти да биде непријатно. Некој пат си го поставам сам себе прашањето, чекај, дали можеби што стварно висината на комфорот и удобноста во ова возило за разлика од многу други е многу поголемо, па дали сега приметувам некои други работи што претходно не сум приметил. Не знам, си го поставам тоа прашање, но има одредено такво клоцање се чувствува и тоа ми е една критика која што така не очекував од овој пакет. Инаку за секоја дупка, за секоја нерамнина, за што и да има низ нашава држава, низ нашиве градови ги совладува безпрекорно. Сега се движам на коцка околу Кале, Скопско Кале, каде што претходно на истиот терен со било кој друго возило внатре се чувствува како да ќе се раскрцка све. Слушате, гледате, нема тропање, нема ништо. Многу удобно, многу елегантно направено, многу комфорен автомобил. И ова возило е за луѓе кои што сакате да се чувствувате удобно во својот автомобил. Денес едноставно коливе изгубија карактер, сите стана еднолични и на целиот тој пазар, на целата таа конкуренција кај што и кинезите почнаа да доминираат екстремно многу, Citroen се појавува со јасен карактер, што сака да биде, што сака да постигне и што прави. И една голема пофалба, французите стварно направија комфорен автомобил како што треба да биде. И на крајот на денот е технолошки напреден како што треба да биде, како што го очекуваме. Треба да има цена која што ја има, 36.240 евра, не се малку пари,
но кога ќе споредиме со целата конкуренција, се фантастично добра понуда за ова високо ниво на опременост. Тоа значи дека имаме греачи на сеишта, како што кажав, греачи на волан, имате кожни сеишта, сите безбедносни системи, да, денес безбедносните системи горе-доле веќе не е толку прашање дали ги има или ги нема, сите ги имаат, работата е како веќе функционираат. И искрено мора да кажам дека системите во Citroen C5 Aircross функционираат многу добро, многу добро. Убаво предупредува кога треба се закочи, кога сообраќајот пред мене непредвидено закочува и така натаму, дали прелетува некаков пешак или дали излегувам од сообраќајна лента, како титкаат сите системи, односно како титкаат сите паркинг сензори, нешто што ми се допаѓа, што не е нервозно. Едноставно ми се случило да застанам на семафор, да ми се доближи возило до мене или јас да се доближам малку повеќе од тоа што треба и да титка. Цело време да титка, дури не ги изгасам системите. Тука не е така. Титка, гледа дека сте застанати и прекинува после 2 секунди. Тоа ми се допаѓа, едноставно попуштено ми е возењето. Дополнително на тоа имаме 360 степени на камера, кај што можете видите се околу вас. Би сакал искрено во такви тесни простори автоматски да се вклучуваат камерите за да можам по-лесно, прегледно да ми биде, иако е доста прегледен автомобил, искрено, освен позади што малку е подиздигнато стаклото, иако не е купеовско, ама пак така некако се чувствува внатре. Дополнително на тоа мора да кажам дека имате огромен head-up дисплеј и навигацијата, освен што можете да гледате тука, освен што можете да гледате на овој екран, можете, како и сега, јас да се гледам напред. Тоа ми е одлично и не само што можам да гледам, не е тоа некој вау елемент, туку е стварно голем екранот напред што го гледате со јасни, читки информации, со големи бројки за брзина, со големи информации за радарската контрола што ги чита сите знаци околу вас и голема мапа која што секој пат гледате што се случува околу вас. Мислам, каде треба да одите, нели? Така да, многу добри системи, многу добро се тоа функционира. Имате лопатки позади воланот, можете си ги искористите ако сакате во одредени моменти или имате потреба да го искористите менувачот на полуавтоматски режим. Убави јасни читки информации тука на екранот кои што преку копчето од овие лопатки од страна можете да си ги прилагодувате и да дојдете до она што ви е потребно. Ми се допаѓа што ги памти, пред се ги памти сите сетинзи од претходно поставени. Имате две мемории кои што можете да ги поврзете со екранот, односно два различни акаунти и да си ги прилагодите како сакате. Тоа ми се допаѓа, особено на секој влегување ми се допаѓа. Ако сум вклучил сабајле греачи на сеишта и се уште ми е ладно, греачите се уште си стојат. Од преска ми се вклучени како што ги поставив, 5 пати ја запалив, изгасив, отидов, се препаркирав, застанав и така натаму. Исто така, ограничувањето, лимитерот на брзина со Safe City сега ми е ставен на 50 км и на 50 км е задржан цело време. Само ме прашува, сакаш да продолжиме со тоа или не? Океј, тискаш и продолжуваш. Убави лесни команди на самиот волан, убави лесни команди за користење, така да од тој поглед стварно многу добро функционира C5 Aircross. Има добра потрошувачка, моторот секој пат го кажам дека со овој хибриден погон има стварно добра потрошувачка, што во град се движи некаде околу 6,5-7 литри, зависи од начинот на возење, зависи од самиот терен каде го возите, но 6,5-7 е некоја потрошувачка за габаритот, што стварно е добра потрошувачка. Јас би кажал дека за мене е сосема окей, додека на отворено можете да спуштите бројки кои што стварно ќе ве фасцинираат. 4,5, така, добра бројка. Сега ме интересира во поглед на целата конкуренција. Тука се Kia, Hyundai, Geely, ги имаме исто така Opel, Peugeot, многу брендови. Ме интересира што мислите вие за цената, за пакетот, за она како изгледа, за она што го нуди, за 2 години гаранција со неограничен број на километри, како на тој момент гледате, така да пишете ми во коментар, направете сабскрајб, уште еднаш ќе ви кажам и се гледаме веќе наредна недела со ново видео. Чао, дечки!